Добро утро, почитувани. Да си кажеме денеска за тоа како универзитетите ги уриваат бариерите од двете страни на границите и ги продлабочуваат македонско-грчките односи во полето на образованието и културата. За Кочо Рацин како неисцрпна инспирација за сите македонисти, но и за тоа дека конечно може да стартува употребата на законот за примената на законот за употреба на македонскиот јазик со назначувањето на директорката на инспекторатот. На сите овие теми денеска гостин професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска од Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телно. Добро ве најдов. Ќе зборуваме за сите овие теми што се во ваш домен, меѓутоа ќе почнеме со она што е најактуелно, а тоа е возвратната посета. Вие бевте во декември како Филолошки факултет Блаже Коневски во Солун на тамошниот универзитет Македонија. Сега тие ја возвратија посетата, бевте домаќини на 11 и 12 април. Дали се покажавте во добро светло како им понудивте гостопримство како и тие вам? Така, јас мислам дека да, прво со самото тоа што за многу кратко време, знаете, од декември до април да ги организирате сите тие работи, тоа не е така многу време, нели? Меѓутоа, мене ме радува дека за вистина за скоро неполни 4 месеци се оствари оваа средба. Тоа беше замислена како еден вид на мала конференција, како тркалезна маса, како разговор. И траеше малку повеќе него тоа што беше во Солун. Ама Солун беше на почеток, нели? Во Солун имаше и отпор од одредени групи кои протестираа и го оспоруваа тоа фактот што таму ќе се зборува за македонистика, ќе се промовира македонски јазик, ќе се зборува за егејскиот дел на Македонија. Прашањето е токму во таа смисла, не во организацијска. Секоја чест за тоа што за 4 месеци успеавте да ги поканите вашите колеги од Универзитетот Македонија во Солун. Меѓутоа прашувам од аспект на тоа, звучи нелогично во сенка на политичките односи помеѓу Македонија и Грција, имајќи предвид сиот бекграунд на оваа тема, да се зборува за егејска Македонија, за македонците кои живееле во Грција, за абецедарот прв кој е испечатен во Атина далечната 1925 година. Ние постојано бевме во комуникација и не радува дека дојде убава група. Значи, сепак едно 10 професори беа во живо, но уште 3-4 се вклучија онлайн, бидејќи беше комбинирана, поради некои обврски, некојаш човек и не може да стигне на сите места. И тоа многу ме радува, дека беше тоа учество подеднакво и од македонската страна и од грчката страна, и од УКИМ и од Универзитетот Македонија. И се зборуваше многу отворено, сите текстови кои што беа изложени, тоа е многу битно, одеа паралелно на македонски и на грчки, исто така како што беше тоа во Солун. Вие во вашето обраќање зборувавте за зборникот, за абецедарот, испечатен 1925, што е всушност прв буквар на некој начин на македонски јазик. Како реагираат вашите колеги лингвисти, филолози, јазичарите од Грција кога вие зборувате за егејска Македонија, за деца македонци кои растеле и живееле таму? Па јас мислам дека сите овие колеги со кои што соработуваме се ослободени од некаков национализам. И поради тоа тие така отворено пристапуваат и кон оваа соработка и кон можноста таа понатаму да се продлабочува. Затоа што да се зборува за абецедарот не е сега, не треба да биде табу тема во 21 век. Луѓето прават нови начини на изучување на јазици, на својот, на туѓиот и така натаму, а ние допрва ќе зборуваме за правото на абецедарот. Велите ослободени од национализам, меѓутоа признаваат, не го негираат постоењето на македонската нација и идентитет? Не го негираат. Оваа група со која што работиме, бидејќи се работи за катедра која што ги изучува словенските, балканските и ориенталните јазици и културолошки, значи од аспект и на култура, преку песна, преку јазик, преку книжевност, преку книжевни преводи, затоа што треба да кажеме, да бидеме искрени, дека во последниве неколку години се засили преводот на македонски автори на грчки. И тоа може да кажеме дека се дури наслови книги кои што Румена Бужаровска. Да, ама и наслови на книги кои што можеби ги допира и нив, како например еве сега се преведува Егејци на Кица Колбе. Предходно се преведе Единствен матичен број на Лидија Димковска. Тие ги допира токму тие, да речеме, сензитивни, кипарското, егејското, нели, прашањето на македонците што живеат во егејскиот дел. Ние велиме заради коректност ќе употребиме за македончињата кои живееле и живеат во Република Грција, но кои ние се уште се ја викаме и се уште ја чувствуваме како егејска Македонија. И јас тоа јавно го кажав, немав никаков проблем.
Дали тие ваши колеги од Грција што се ослободени од национализмот и од сите тие национални стеги имаат проблем поради таквите нивни ставови во рамки на нивната заедница дома? Во рамките на нивната заедница сигурно дека имаат. Тие велат дека постојано нели некогаш има некакви кошкања и по социјалните мрежи и префрлања. Меѓутоа тие сметаат дека правото на секој еден човек е да зборува на својот јазик, на својот мајчин јазик. Тие сите таму македончиња се граѓани на Република Грција, тоа не е спорно, меѓутоа имаат право да го зборуваат и да го учат, да го читаат јазикот на нивните претходници, на баби, дедовци, мајки, татковци и така натаму. И сега тој буквар отпечатан уште тогаш зборува, односно го содржи леринско-битолскиот дијалект. Така е. Но е, како што велите и вие во вашето обраќање таму, основа, база на современиот македонски јазик, што е кодифициран во 1945 и за некоја идна буша, односно бушава азбука на тоа време, можеби. На некој начин, нели за македонците тогаш? Па точно, тоа е голем потек што се направило со тој абецедар. Мислам дека и свесно е направено зошто се одбрала и хрватската латиница. Бидејќи ако вие немате кодифициран јазик во тоа време, ако немате азбука која е официјализирана, бидејќи таа се случува од 45-та, нели во 45-та, оваа година правиме 80 години од македонската азбука. Значи, ако вие немате, нели, кодифициран јазик и азбука, тогаш е реално дека тој буквар е навистина со големо значење. И избирајќи ја оваа хрватска латиница, тогашните власти покажуваат дека тој македонски јазик е доволно далечен и од бугарскиот и од српскиот. Не употребиле ниту бугарска, ниту српска кирилица, ниту пак руска, туку употребиле латиница и успеале тие кои што го создавале букварот да ги покажат сите нијанси на македонскиот јазик. Колку е тој сличен на овој јазик што го зборуваме денеска? На битолскиот и затоа реков, мене абецедарот ми беше еден вид на мост, бидејќи ми дозволи да зборувам за јазици, за говори поточно, од двете страни на границата. За леринскиот и битолскиот. Сега се едниот е во... Всушност, вие го имате тука. Содржи текстови, например, за Петре и Ленка, нели? Така, има текстови многу. Ленка, лошата чупа, мајката молзи козата и така натаму. Тоа се убави мали текстови кои што се први текстови пишувани на народен македонски јазик и децата од тоа учат како да растат, како да се воспитуваат, нели? Така, сега ако вие зборувате за абецедарот од 1925-та пред вашите грчки колеги, каков е вашиот став како лингвист, како македонист пред се во однос на тврдењата на официјална Софија, во однос на тоа дека македонскиот е наречие на бугарскиот и односно еден дијалект само. Нема тука коментар, мислам дека треба да бидеме малку сериозни, постојат и нови теории во однос на тоа на 21-виот век и тие нови теории покажуваат сите нијанси, значи даваат можност се покажат сите нијанси, сите разлики кои што постојат и према бугарскиот и према српскиот јазик. Затоа овие биле многу мудри кога одбрале таа хрватска латиница, затоа што овде кога гледате, кога ќе се види вака, имате нели се покажани сите букви, меѓутоа тие успеле да го покажат да го означат и гласот Ќ, и гласот Ѓ, и гласот Дз, кој што мора да кажеме дека единствен во овие јужнословенски говори, така и гласот Дж. И така натаму, значи успевале со преку дифтонзи, значи со два знака да го означат и тие некои полувокали, и тие некои особености кои што го има изговорот и што најинтересно овде кај што посебно мене ми паѓа по однос во очи, по однос на таа посебност на македонскиот јазик, е тоа што авторите многу внимателно го означиле акцентот. Значи, на детето му кажуваат како правилно да ги изговори, особено третосложните и повеќе сложните зборови. Кои се најзаслужни за испечатувањето? Кои се авторите во тоа време со оглед на тоа што авторите се сега јас не можам да ги кажам напамет, бидејќи морам да признам малку ми е тешко со грчкиот говор, но тие си се засведочени. Тие си се засведочени и вие можете да ги најдете, но според името и презимето тие се грци. Или можеби имаат некое егејско потекло. Од каде потребата да се занимаваат со ова и да го печатат тоа токму пред 100 години? Потребата е затоа што им било наложено од Друштвото на народите.
Значи, ако сака Грција да се Женева, гради... Да, во тоа време. да, ако сака да се гради Грција како европска, како слободоумна држава, како демократска Веќе држава... станува збор за периодот по Првата светска војна. Да. Се менуваат границите, ама се уште врие во таа Европа, така? Тогаш таа мора да ги спочитува правата на сите малцинства, така? Вклучително и на ова така наречено словенско население, за кој што се свесни дека не е ни бугарско, ма не е ни српско. Да, за жал Но посебно не е ни бугарско. Немаме наша собствена држава. И Немаме, заради тоа се такви работите какви што се. Ама ова е добра основа за потоа да се направат сите потоа идни буквари од 45-та натаму. Така. Сега вие ако пред грчките колеги со гордост зборувате за Чуповски, Мисирков и Чернодрински како нашите културни дејци од 19-тиот век и за овие современите сега Кочо Рацин, Баже Конески, дали ваков обид е возможен и дали почнавте да опипувате пулс, истото да го направите и со колегите лингвисти од Бугарија? Мислам дека се уште сме на некој камен на сопнување. Јас лично имам многу контакти со своји колеги. Меѓутоа, тоа се колеги повеќе кои што се занимаваат со македонската книжевност и со македонската култура, не толку со јазикот, нели? Иако, ако се појавуваат преводи од македонски на бугарски, тогаш е факт дека тие го признаваат македонскиот јазик, бидејќи се преведуваат македонски автори на македонски. Во Софија има луѓе кои се ослободени од национализмот и од стегите дека... Секако. И ние треба фактички на тоа да работиме. Да ги бараме тие луѓе. Значи, тие личности од едната и од другата страна, кои што ќе направат многу повеќе во зближувањето и на двете култури, и на двата јазика, и на двете книжевности, затоа што политичарите понекогаш нивните заложби или нивниот тврд говор оди во сосема спротивен правец и фрла искри нови. Да, и токму кога веќе начнавме и темата дека ете бугарите се уште го оспоруваат постоењето на нашиот литературен јазик, колку го чуваме ние самите и колку го промовираме и како го заштитуваме преку законот за употреба на македонскиот јазик, но претходно морам да ве прашам и за животописот на Рацин, она што беше исто така актуелно на Македонската академија на науките и уметностите минатата седмица, кога беше промовирана таа едиција тритомна, во еден том сте вие со животописот, велите разговор со самата себе си и со Рацин како ваша неисцрпна инспирација. И ангажман професионален, бидејќи со него се занимавам од магистерската теза. Зошто е толку Кочо Рацин важен за македонското прашање? Многу е важен. Ние мислиме дека Кочо Рацин е само бели могри. Тоа е, можеби, едното бисерче од неговото творештво, но сега преку овој тротомник што покажавме, не ја покажавме само целокупната негова поезија, бидејќи тој паралелно пишува и на српско-хрватски, во тогашниот како официјален јазик на Кралството Југославија, но пишува и на македонски. Секако, пишува најмногу на српско-хрватски, затоа што тоа му било на некој начин можност да излезе надвор од границите на своја Македонија. Затоа што тие негови текстови, и раскази, и проза, и публицистика можел да ги објави во лево ориентираните, во напредните списанија, книжевни, културолошки во тоа време и затоа пишувал. Меѓутоа, зошто е значаен? Бидејќи имаме неколку негови есеи, критички осврти, кои што многу сериозно ги допираат сите битни прашања за македонското прашање меѓу двете светски војни. Или како што цитирате вие некои од вашите претходници, од професорите македонисти во вашето обраќање таму, Рацин е вечна провокација зашто тој се прима како симптом и символ на најсудбоносната фаза во еволуцијата на нашето национално созревање. Така е, затоа што навистина мислам дека најголемата фигура во таа прва половина на 20-тиот век е секако Кочо Рацин. И како поет, ама и како револуционер, како мислител, тој е всушност припадник на така наречената работничка интелигенција. Иако нема завршено училиште, неговото образование завршува на само 12 години, но она што тој го прави од својот како личен универзитет, како лична наобразба. Јас во една пригода кажав дека можеби најголемите тогаш универзитети биле затворите во кои што тој се среќавал со своји истомисленици, како што например во тоа време со Моша Пијаде. Тие мали келии затворски биле вистински универзитети, бидејќи се разменувало, се дискутирало, се отварале прашањата, вклучително и за македонското прашање. И бидејќи мајчиниот јазик е јазик на детството, првиот говор на душата, богатството на првите авантури, пронајдоци и откритија. Така е. Како вие како универзитетски професор кој се занимава токму со проблематиката на македонскиот јазик ги доживувате не само оспорувањата од соседството,
што се резултат на политиката на негирање, туку и она што ние не го внимаваме доволно и не го промовираме внатре. Кога слушате колеги ваши универзитетски професори кои не зборуваат литературно или не се обидуваат да зборуваат и да звучат така, кога слушате и гледате се што се пушта на медиумите, Така. и кога еве законот за употреба на македонскиот литературен јазик не почнува да се применува и година и половина од неговото донесување. Донесен е во јануари 2024. Минатата седмица беше објавена веста дека е назначена директорка, со што се отстраните веројатно сите институционални пречки за почеток на неговата примена. Да. Како да си го заштитиме јазикот самите од себе си? Па, ова требаше да биде многу порано се това. Затоа велам дека и самото носење на законот за употребата на македонскиот јазик некако ми изгледаше задоцнето, ама како велат, подобро некогаш отколку никогаш, така? Многу задоцнето, затоа што јазикот е жива материја. Тој јазик постојано еволуира, прима, има влијанија. И како таков, значи, тој закон за употреба на македонскиот јазик треба да ги следи и современите трендови, современите состојби. И тој навистина требаше многу порано да се донесе. Но кога се донесе, ајде да веруваме дека и овој инспекторат ќе проработи. Јас верувам во колешката што е избрана, бидејќи избрана од Фелата. Лектор, станува збор за лектор? За лектор, и таа е некогаш наш студент на филолошкиот факултет, сметаме дека е добар кадар и дека, ама знаете како, да се управува со инспекторат, значи да имате менаџерски способности. Не значи дека може да бидете добар лектор, а лош менаџер. Меѓутоа, Така. надлежност на инспекторатот е да контролира и да санкционира секоја неупотреба, односно законска употреба на македонскиот јазик. И во медиумите, и во сите јавни настапи, и во сите јавни институции, предвидени се и парични глоби, парични казни. Друго, овој закон за употреба на македонскиот јазик подразбира и други привилегии, односно не привилегии, туку базична заштита и промоција на македонскиот јазик, како што е враќање на лекторатите и културните центри во странство, стипендии за македонистите кои ќе студираат, вработување задолжително на лектори по институциите. Што од ова е најважно? Мислам дека првично дека треба да се вратат лекторите во сите институции. Значи не само во државните институции, не само во телевизиите, не само на порталите, не само во медиумите, тоа е првично, туку секаде. Дури и во големите фирми мора да го почитуваат правилото дека во својата фирма, во својата работна организација мора да имаат лектор. Еве јас исто кога пишувам сакам некој лектор да ми го излекторира. Може кај мене ќе има 2 траги, нели, црвенки и така натаму, нели? Може да има 2 грешки. Се случува, да. Но се случува затоа што ние сме сите живи луѓе. Во разговорниот јазик сите употребуваме, нели, еве во овој може сме употребили некои скопски изрази. Факт е тоа. Секако. Во живиот говор тоа, но во пишаниот се трудиме, но во пишаниот мораме да бидеме безпрекорни. И исто така во пишаниот мораме да бидеме да ја употребуваме и соодветната азбука. Значи македонската кирилична азбука со сите особености, значи зборуваме и за компјутерски обработки. Порталите најчесто употребуваат погрешни фонтови. И за подписите, и за употребата на латиничното писмо. И за фирмите, нели, за фирмарините, за насловите на фирмите. Мора тоа се да се испочитува. Ако не го почитувавме досега, може сме направиле големи грешки. Ке имаме голема работа. Оптимист е дека законот ќе воведе ред барем во хаосот со јазикот? Јас сакам да верувам. Јас сакам да верувам, зашто јас верувам во правни работи, во закони. Сега, ако ние не ги спроведуваме, тогаш сите сме виновни. Како легалист по природа велите, верувате во правниот систем, а генерално како научник по вокација и како професор по македонски јазик, колку ни е загрозен јазикот? Ќе опстане ли македонскиот јазик или ќе живее како што нели се вели таа фраза додека живее и зборува и последниот човек на македонски јазик? Да, јас искрено, јас тргнувам од себе, значи не можам да го зборувам во глобални рамки. Јас бидејќи знам колку се давам на часовите, значи иако предавам предмети од областа на македонската книжевност, јас секогаш да речеме дури писмена работа, есеј, истражувачка тема, подеднакво ги коригирам и јазичните грешки. И сакам да разговарам со студентите и за нивните јазични пропусти. Ако секој од нас се вложи, затоа што нели и прашањето е колку имаме интерес за македонскиот јазик, колку имаме на македонистика. Мене секогаш ме нервирало тоа дека ние броиме како некаква статистика. Може да имаме 5 мина, ама да бидат добри македонисти, добри лектори. Од калибарот на Кочораци може. Па да биде добар познавач, ама и да бидат борбени за својот јазик, да стојат исправени
пред својот јазик. Ама и да имат знаење. Не можам само да зборувам флоскулно дека јас го заштитувам јазикот, а реално ништо не правам. Затоа треба да се пишуваат книги, да се објавуваат текстови, да се пишува многу внимателно на порталите. Знам дека порталите сега гледаат само да бидат хит вест, да биде нели таа посети и кликови. Ете така, ама тоа не е така. Не треба да биде. Не треба да биде, затоа што на тој начин го загрозуваме. Сите ние помалку. Јас, значи, верувам дека македонскиот јазик има иднина. Сметате дека законот ќе го врати интересот за студиите за македонски, бидејќи рековте не сме статистика и не треба да ги гледаме студентите како гола бројка, меѓутоа факт е дека во последните години немаше голем интерес. Дали очекувате од наредна академска година да се зголеми бројот на студенти на катедрата? Ние секако дека очекуваме, затоа што во принцип овој закон обврзува дека ќе има и нови работни места. Така е, вработување на лектори. Значи лектор кој што ќе влезе, ќе има многу места, дури може да се запрашаме дали ќе имаме и доволно лектори ако се испочитува законот како што треба. Ако треба да влезе лектор во секоја една работна единица, во секој еден портал, во секој еден медиум, во сите училишта, дури и основните училишта треба да имаат лектор. Дури и гимназиите треба да имаат лектор. И додека вие уживате препрочитувајќи го по не знам кој пат Кочо Рацин, пишувајќи за него, предавајќи им на новите генерации, генерално за крај, освен ние самите внатре и овие од надвор напади на македонскиот јазик, што е најголем предизвик за македонскиот јазик, имајќи предвид дека сме мала нација? Да. Па предизвик за мене е сепак дека треба да посветиме внимание и на научниот момент. Затоа еве скоро, значи пред неполн месец дена излезе Македонска поетика и стилистика, кој што е под капата на таа меѓународна комисија за стилистика при големиот меѓународен славистички комитет. Зошто го кажам? Ова е првата национална поетика и стилистика. Знаете како, овдека сепак на 250 страници е дадена малата историја на македонската книжевност и култура од средновековието до најсовременото, до ова 2025. Само со вакви книги сега ги чекаме нападите, ама ние сме подготвени. Затоа што дека секако дека во таа средно... напади? Очекувате? Па секако, штом се зборува за... Прва национална е, значи претходно се зборуваше за поетики и стилистики во јужнословенски контекст, ама сега е издвоена македонската уште во средновековието. Да, македонска стилистика и поетика од средновековието до 2025. Значи една мала мини стегната историја со библиографија, една екипа која што вредно работеше. Нешто што секако ќе ги разбранува политичките. Па го чекаме, секако. И подготвени сме, бидејќи секој стои зад својот текст за она што го напишал. Тоа е сепак едно вредно истражување и имаме ние своји аргументи и треба да се полемизира. Јас не сум против полемизирање, но мене ме вознемирува кога некој ми кажува која сум, што сум, на кој јазик зборувам, кој е мојот јазик, зошто е македонскиот јазик. Ама јас зборувам. Јас прво сум го научила од моите баба, дедо, мајка, татко, па потоа сум се образувала. Значи, тоа е нешто факт кој што постои од тој среден век, од првото описменување од Кирил и Методи. И тоа е тоа. Професор, ќе ви благодарам многу за гостувањето во утринската. И јас ви благодарам за интересот.